Повеќе од 70 повредени од пожарот во Кочани се хоспитализирани во медицински центри во странство. Од соседството до подалечни земји. Речиси сите ги отворија вратите и ги згрижија пациентите чија состојба е критична поради степенот на изгореници. Петмината хоспитализирани во Солун се во стабилна состојба, информираше министерот Арбен Таравари, кој со неговиот колега Тимчо Муцунски ги посетија двете болници. The first patients that left our nation were the ones that came here to Thessaloniki, a city so close to us for many reasons, and which I hope will never have to be close to us again for these types of reasons. What we have seen and witnessed this morning is wonderful medical help. I will cite the main doctor caring for these patients who herself said to us, "Your children are our children." Бугарскиот председател понуди и дополнително прифаќање на пациенти доколку има потреба. Аз искам да благодаря на българските медицински екипи и военнослужещите за бързата реакция и професионализъм при транспортирането на ранените и за осигурената специализирана медицинска помощ. България е готова и ще продължи да помага с всичко, което е необходимо. Чакаме в момента около 10:30 македонската страна да реши дали има нужда да се вземат още 10 човека. Според там и медицинските екипи също са готови, така че ние ще продължим да оказваме помощ. Пациентите во Пирогов во Софија се на механичка вентилација, а во таква критична состојба има и во Белград и Загреб, каде се под постојан 24-часовен медицински надзор. Од njih 8, 3 je na respiratoru, odnosno zahtevaju mehaničku ventilaciju. Telesna površina koja je zahvaćena pekotinskim povredama se kreće do 25%. Naglašavam da svi imaju simptome od strane intoksikacije i opekotina respiratornog trakta, te su stoga i životno ugroženi. Mlađi je srećom ima lakše opekline u manjem opsegu, a ovo za ovoga drugoga ste čuli, kod njega je primarno liječenje opeklina dišnog puta, znači da su opekline pluća. Ishodno tome se očekuju komplikacije koje su vezane za to, a sama površina opečene kože ga ne bi smjela životno ugrožavati. Во Турција хоспитализирани пациенти има во Истанбул и Анкара, и кај дел од нив состојбата е подобрена. Имаме нови информации од Анкара дека од 5 наши хоспитализирани пациенти, 5 се екстубирани, што значи дека дишат сами, не дишат со вентилатор, односно не дишат на машина. Имаме информација од Словенија дека 2 пациенти се екстубирани. Во моментот ситуацијата е таква да и капацитетите во соседството се исполнети и веќе ангажираме подалечни дестинации. Надлежните кажаа дека службата за општи и заеднички работи ќе им го плати патувањето, сместувањето, но и преведувачи на семејства на повредените, кои ќе заминат кај своите блиски хоспитализирани во странство. Сања Димитровска, Сител телевизија.